вечерва одлучивме овој протест да го спроведеме со намален број на присутни, почитувајќи ги законските мерки на присутност на протест. Се наоѓаме на прагот на грејната сезона, а мерните станици за загаденост на воздухот мерат 5-6 пати зголемено количество на канцерогени PM10 честички во воздухот, како во Скопје, така и во Битола, Тетово, Хичево и други градови низ Македонија. Загадениот воздух убива кога власта е неспособна. Зоран Заев пред 4 години вети дека откако ќе дојде на власт, веднаш ќе го подобри квалитетот на воздухот и ќе го намали загадувањето. Зоран Заев ветуваше дека државата ќе инвестира во подобрување на квалитетот на животната средина и атмосферскиот воздух. 4 години потоа Зоран Заев нема спроведено ниту една мерка во насока на намалување на загадувањето. Македонија секоја зима се гуши. Скопјани дишат отров наместо воздух. И ниту Заев, ниту Шилегов како градоначалник на Скопје не направија ништо конкретно за намалување на загадувањето. Зоран Заев, човекот кој на цел глас викаше, верувам се сеќавате, ајро, 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 сега седи во премиерската фотелја во зградата зад нас, дели тендери на потесното семејство и воопшто не му е грижа за граѓаните кои се гушат во смог. Воздухот никогаш не бил позагаден, а негрижата на власта за здравјето на сопствените граѓани никогаш не била поголема. ВМРО-ДПМН вечерва остави тегли со чист воздух од врвот на водно пред влада, бидејќи воздухот што го дишаме е се, само не е чист. Чистиот воздух станува привилегија. Граѓаните се осудени да се гушат во смог заради неспособната власт и нема да не изненади ако некоја следна бизнис идеја за која ќе бидат потрошени народните пари биде токму чист воздух во тегла. Иронично, но за жал крајно трагично. Дека нема напредок воопшто и подобрување на полето на квалитетот на воздухот нотира и Европската комисија во незиниот најнов извештај за Македонија, каде тие кажуваат дека власта нема направено ништо за намалување на загадениот воздух, ниту централната, ниту локалната, иако се и двете под една партија. Ова, почитувани граѓани, е црвен картон и за Заев и за Шилегов. И сега, кога светот е погоден од најголемата пандемија на новиот век, загадениот воздух е опасен катализатор за вирусот, бидејќи тој служи како трансмитер на истиот. Се соочуваме со проблеми од невидени размери и токму затоа побаравме власта наидно да ги ослободи од работа хронично болните и бремените жени кои се под особена опасност како од пандемијата која галопира, така и од енормното загадениот воздух. Бараме наместо милиардите дадени за подкуп, тендери и други проневери да се обезбедат пари за намалување на загадувањето и тоа веднаш. Здравјето на граѓаните нема цена. Ви благодарам.